Продолжуваме со процесот на будење. Длабоко вдишувам во себе и во својата душа како едно. Кој дише? Јас. Кој сум јас? Јас сум здив. Почувствувај го. Почувствувај го. Почувствувај го. Јас сум здив е енергија. Песма на душата, вечно богата. Јас сум енергија во форма на тело. Енергија е чувство на здив. Квантната наука е децидна. Нашето тело е 99,999% празен простор. Тој празен простор е исполнет со физичка, ментална и емотивна енергија и гностичка енергија, креативна енергија, доколку Илија Кавај дозволи да се таа појави. Илија Кавај со својот ментален уверзум, со својата условеност, господари во празниот простор и конекцијата со душата ја има прекината. Празниот простор е исполнет со мрак. Мрак е недостаток на светлина. Светлост е свест. Свеста може да продре со дозвола на Илија Кавај. Како? Од поле на значајне, преку поле на енергетика до конечна вистина. Јас сум илузорен суверенитет, времен и смртен во полето на значајне, во полето на вредности. Јас сум изворен суверенитет, безвремен и безсмртен во полето на енергетика. Јас сум е апсолут. Јас сум е свест. Јас сум е свест во енергија. Конечната вистина подразбира. Јас сум свест која се манифестира во тотално, безпросторно и безвремено електромагнетно поле, кој пулсира во танго ритам, душа гност, со мисла издвоено во индивидуално, просторно и времено електромагнетно поле, кој пулсира во стресен рок-н-рол ритам, тело. Светлост е свест. Свест е единствено важно. Вашата свест, вашето јас сум. Без свест нема енергија, нема гност, нема маса, нема честичка, нема светлина, нема реалност. Свеста мора да дојде однатре. Таа е критичната активност,
Таа е најчиста внатрешна сила, свест енергија, која трансформира и регенерира, разводнува и трансформира. Се друго е зголемување масата на телото, зголемување болката во душата, фрустрација и разочарување. Нашето тело е празен простор. Тој празен простор е исполнет со физичка, ментална и емоционална енергија. Може да биде исполнет и со гностичка креативна енергија, да постане активна само доколку Илија Кавај допушти. Мрак е недостаток на светлост. Светлост е свест. Кога Илија Кавај допушти влез на гностичката енергија, тогаш нашиот простор е осветлен преку улогата на стивот како енергија кој врши трансформација и регенерација, разводнување и трансформација. Како практично да искористам ова внатрешна, најчиста сила и се ослободам од негативниот навик? Како да направам квантниот скок од полето на вредности, од полето на спротивности, во полето на енергетика, во полето на етноста, преку здивот. Преку вдишување и издишување, како плима и осек. Јас вдишувам разводнување. Јас издишувам трансформација. Почувствувај го тоа. Јас вдишувам разводнување. Јас издишувам трансформација. Почувствувај го тоа. Јас вдишувам разводнување. Јас издишувам трансформација. Почувствувај го тоа. Здивот е енергија. Почувствувај енергијата. Таа е најчиста внатрешна сила која трансформира и регенерира. Мислата е одсутна. А зашто е одсутна? Затоа што ја чувствувам енергијата. Јас сум во етноста, во полето на енергетика. Полето на вредности не е присутно.
Ова е креативна енергија, која не проаѓа низ филтерот на умот. Останете со ова креативна енергија. Чувствувајте. Се јавува чувство на љубов, на радост, на самилост. Останете во тие чувства. Тие се ваши внатрешни чувства. Чувства на енергијата. Чувства на дахот. Тоа е единствената сила која разводнува и трансформира.